Добро, најпрвен благодарам на трпението. Еве, после речиси 2 часа состанок, можам да кажам дека, како што бев загрижен и пред состанокот, истата загриженост ја споделувам и сега веднаш после состанокот. Мислам дека во периодот кој што следи е потребно силно да работиме, да ги надминеме сите проблеми кои што очигледно ќе ни се случуваат, бидејќи она првично сценарио, кое што како предпоставка сите ние го имаме, а тоа е да не бидат функционални трите блока во рек Битола, едниот блок во Кичево, во Сломеј, двете турбини во Неготино, вклучително и добрата кондиција на хидропотенцијалот, зајакнати со производниот капацитет Тето Скопје, во суштина е тешко да се реализира. Ние сме подготвени да ги ставиме на располагање сите позиции со кои што располагаме. Од страна на Димитар Ковачевски, лице за контакт беше одреден министерот за економија Крешник Бектеши. Веднаш после оваа средба ќе ги контактираме нашите позиции, ќе ги пренесеме контактите до министерот Крешник Бектеши и од тој момент па натаму очекуваме ова неизвестност во која што во моментот се наоѓа Македонија, граѓаните и стопанството, да се ублажи. Односно, да обезбедиме ефтин ресурс со кој што ќе можеме да обезбедиме ефтина струја, односно поевтина од таа што е на берзите, а со што ќе им помогнеме на граѓаните, на стопанството и на државата. Ќе почнам од почеток со предлогот кој што го дадов. Ако ја имаме оваа предпоставка за која што сега зборував, оперативна, предлагаме позиција која што ќе обезбеди значително поевтин ресурс за ТЕЦ Неготино. Цената по која што тој ресурс ќе биде донесен до ТЕЦ Неготино, нормално ќе си ја и комерцијалните услови ќе си ги спреговара владата, зголемена за трошоците на производство на тој ресурс, ќе даде цена на електрична енергија која што ќе биде најмалку 2 пати помало од таа која што во овој момент е на берзите. Таа количина на електричната енергија, нашиот предлог е да ја отстапиме на стопанството. Зошто на стопанството? За да спасиме илјадници работни места на нашите сограѓани. Затоа што компаниите не можат да плаќаат цена на електричната енергија која што е на берзите, односно берзанската. Не се во кондиција, не се во ликвидностна состојба, не се во финансиска кондиција. А еднаш како тие затворат, тоа значи дека многу тешко потоа ќе ги отворат своите бизнеси. Затоа велиме тие количини кои што ќе бидат по отприлика овие цени, обезбедениот ресурс од позициите кои што ги ставаме на располагање, да бидат дадени на стопанството. Бидејќи во системот ќе недостасуваат тие количини во на првично сценарио, да работат двете турбини од ТЕЦ Неготино. Ќе недостасуваат. Подготвени сме да ставиме друга позиција, која што ќе обезбеди ресурс за производство на електрична енергија и топлина од Тето Скопје, електрична енергија која што ќе користат граѓаните и индустријата на регулираниот пазар, а топлината која што ќе користат сите оние корисници на топлина кои што ги плаќаат своите сметки во БЕК. Со сето ова ќе спасиме многу илјади работни места. Ќе обезбедиме поевтин ресурс. Не можеме да обезбедиме ресурс кој што бил во минатото, но можеме драматично поевтин ресурс да обезбедиме и цена на струја која што ќе биде најмалку 2 пати помало од таа која што во моментот е на берзите. Зошто изразим загриженост дека првичното сценарио нема да биде оперативно? Затоа што според нашите параметри и податоци со кои што располагаме, денеска работи само еден блок во Битола. Тој е блокот број 2. И тој произведува од 152 до 170 мегавати електрична енергија, а не 200 или 210. Затоа што не работат двете турбини во Неготино, туку работи една која што произведува 70 мегавати, а не двете да произведуваат 160. Затоа што хидропотенцијалот не е на 75-80%, туку е на 29% од расположивиот. Е загрижувачка состојбата затоа што пред грената сезона вие треба да влезете со потенцијал од 75-80%. Затоа што на греда во Битола нема 350, 400, 450 илјади тони јаглен. Има за 10 пати помалку. И тоа е загрижувачки.
затоа што се уште нема јасна представа дали имаме газ или немаме газ. Затоа велам дека сум загрижен и затоа треба да направиме се што е во наша моќ да им помогнеме, да им помогнеме на граѓаните, да им помогнеме на Македонија, да му помогнеме на стопанството. Второ, го изложивме концептот кој што го содржи законот за измени на законот за енергетика, што вклучуваат мигрирање на сите јавни предпријатија. Тука не мислам само на општинските, тука мислам на сите јавни предпријатија, вклучително и државните, кои што се занимаваат со комунална и водостопанска дејност, да мигрираат од слободниот на регулираниот пазар според тарифата што ја плаќаат компаниите кои што се на регулиран пазар. Не граѓаните, компаниите. И сите објекти во образованието, и сите објекти кои што се дел од здравствениот систем во државата. Затоа што трошоците ќе бидат големи, а парите ќе завршуваат за трговците, за увезената струја. Ако се искористи овие 12,5, не 5 до 12, ако се искористат овие моменти 12,5, да се обезбедат овие ресурси, тогаш најодговорно тврдам дека Македонија нема да има потреба од увоз на електрична енергија, но под предпоставка првичното сценарио владата да успее да го задржи оперативно. Кога зборувам оперативно, зборувам да работат 3 блока во Битола, да работи Осломе, да работат 2 турбини во Неготино, да работи хидропотенцијалот и да работи Тето Скопје. Ако тоа не се случи, тогаш ценам дека несериозен е пристапот на владата, несериозен е пристапот на ресорните и надлежните луѓе и дека во тој момент ВМРО ДПМН како одговорна државна партија која што има државнички карактер и покрај помошта што нуди и покрај сите овие концепти кои што ги понудивме, кои што морам да бидам искрен до крај, делуваа прифатливо за луѓето со кои што денеска бевме на иста маса, ќе го осуди тој чекор и ќе стори се што е во незина моќ да им помогне на граѓаните и стопанството да ја поминат оваа есен и оваа зима, кои што се прилично тешки и прилично захтевни. Во третиот дел го понудивме концептот како до година. Како до година да не ни се повтори ова работа, затоа што треба сега да ги направиме сите подготовки и до година да се справиме повторно со сите овие предизвици, затоа што нема да заврши сега кризата. Тука зборувавме за изградба на крак од пругата од Лапкиндол до Осломе во должина од 7 километри, за изградба на крак од пругата која што доаѓа до Битола, до Рек Битола. Зошто е тоа потребно? Затоа што на тој начин ќе се намалат транспортните трошоци за увозниот јаглен, драматично ќе се намалат, можеби до 30% од моменталните, и на тој начин ќе имаме уште поевтин увозен јаглен кој што ќе го засили домашниот, ќе хомогенизира домашниот и агрегатите ќе можат да произведуваат поевтина струја, таа која што ќе биде на берзата. Сето ова беше разговарано денеска, целиот концепт. Жалам што дали поради суета, дали поради неет или не знам поради кои причини до оваа средба не дојде порано, иако јас уште од четвртокот ја барав, изгубивме драгоцено време и можевме на тој начин да можеби денеска зборуваме веќе за решение и веќе за договори, а не да започнуваме од почеток. Времето е кратко, состојбата е комплицирана навсекаде во Европа, но кај нас мислам дека последицата дека кај нас сето ова што ни се случува е последица не само затоа што состојбата во Европа е комплицирана, туку и од, би рекол, слабиот потенцијал со кој што менаџерски располага владата и компаниите кои што се задолжени за да ги обезбедат овие ресурси. Благодарам. Ако имате прашање, повелете што е место. Дали се поставивте одреден рок во кој треба да бидат реализирани сценариите? Веднаш после овој состанок ќе контактираме нашите позиции. Ако се уште стојат тие опции, истите ќе бидат доставени до контакт лицето кој што беше одредено, тоа е министерот за економија. И очекуваме дека до крајот на неделата веќе ќе има некаква разрешница. Бидејќи денеска видовте само на 500 домакинства радиаторите беа топли, но останатите остана ладни. Господине Мицковски, во Скопје сме. Едната позиција како што велите е значи набавка на мазут, вашите контакти за а другата мазут, газ, да. Другата е за газ. Еве објаснете ми како ќе го донесете гасот? Како може да се донесе гасот со оглед на тоа дека реален е проблемот со Газпром? Така? Освен ако не ви е позицијата Газпром. Јас немам намера
да бидам нити трговец со газ, нити трговец со мазут. Едноставно, нити ја, нити било кој одека позади мене, нити во партијата имаме намера да се занимаваме со тоа. Тука едноставно, ова се позиции кои што ги ставаме на располагање за да помогнеме на владата, со тоа им помагаме на граѓаните и на стопанството. Тоа е нашиот приоритет и на Македонија. Но доколку се договорат, Вие сваќам поентата. Ако ви е поентата да јас сега ви потврдам дали позицијата е Газпром, ќе кажам не е Газпром. Но на крајот од денот Газпром е директниот извор за да дојде гасот во Македонија, затоа што без Газпром да ја крене рампата на Жидилово, газ во Македонија нема да има. Тоа е суштината. А поразот на сите влади е што сме дозволиле само еден влез да има во Македонија, од кој што дали ќе имаме газ или нема зависи од некое трето лице. Тоа е суштината. Ако е тоа прашањето ваше, да ви потврдувам, мора да биде тој Газпром кој што ќе одлучи дали ќе се крене рампата или нема да се крене рампата. Позицијата со која што ја разговарав обезбедува гаранција дека тоа ќе се случи. На страна на состојбата со енергетиката, во делот на економијата, генерално зборувам, гледаме и новите извештаи на Светска банка во есенскиот период покажува дека земјава би можело да влезе во зоната на стагфлација, тоа би можело да доведе до многу поголема висока инфлација во текот на следните. Ние за стагфлацијата, односно низок раст и висока инфлација зборувавме уште пред неколку месеци, нели? Така беше. И кога предупредувавме на тоа, никој не го сваќаше тоа сериозно, но еве денеска за жал тоа ни се случува. Стагфлацијата е практично последица на лошото менеджирање во економијата. И тоа нашиот став по тоа прашање сме го кажале дека е катастрофално. Меѓу другото, она што најмногу ги интересира граѓаните, без разлика дали е владеачка структура, дали сте во опозиција, е тоа цените по маркетите кога ќе влезете внатре. Предпоставувам, иако сега можеби сте во опозиција и не е можеби прашањето директно до вас да го адресираме, меѓутоа сметам дека би требало да преземете конкретни чекори за на некој начин ги подбутнете во влада да размислуваат во насока на изноѓење конкретни кризни мерки за ситуацијата. Дали можеби сметате дека замрзнување на цените на основните производи е решение, освен маржите, бидејќи гледаме дека маржите на некој начин кај трговците доведуваат до степен на тоа да бидејќи сме слободен пазар да ги утврдуваат сами цените. Тоа е случај со пелети и дрва. Како ВМРО ДПМН сме нуделе до сега десетици, стотици решенија и сме ги понудиле, за жал сме биле комплетно игнорирани. Ние ќе продолжиме да бидеме упорни, затоа што ние не помагаме на владата, помагаме на граѓаните и на стопанството. Тоа е суштината. Ќе продолжиме да нудиме решенија. Нема да застанеме тука. Ние сакаме да покажеме за прв пат во македонската политичка историја како треба да се однесува одговорен политичар без разлика дали е во опозиција или на власт. Нашиот интерес е граѓаните, ние сме народна партија и ние нашиот легитимитет го црпиме од граѓаните. Се ќе сториме да им помогнеме на граѓаните, а со тоа и помагаме и на Македонија. Затоа ние сме понудиле многу пати, ќе продолжиме и во иднина да нудиме решенија кои што цениме дека се добри, се делотворни и можат да бидат одговор, односно сега во моментот веќе да ја ублажат кризата која што ни се случува во Македонија. Инаку апсолутно се сложувам со вас, инфлацијата и практично се тоа што се случува денеска на економски план е рамно на економско цунами за кој што зборувавме и предупредувавме пред повеќе од неколку месеци. Повторно бевме игнорирани. Но ние ќе ви ветувам дека ќе продолжиме и во иднина. Сега бевме конкретно фокусирани на ова решавање, ќе продолжиме понатаму да нудиме решенија и предлози и за економијата, и за образованието, и за здравството, и за се што цениме дека е погрешно. А за жал многу работи се погрешни. Дали Народна банка требаше да преземе некои по-агресивни мерки во делот на каматните ставки? И тоа сме го коментирале, сме зборувале и за тоа како опозиција, но еве како што вели професорот Славевски, Народна банка е независна институција, таа си одговара за своите политики, јас не би сакал да коментирам. Утре ќе дојдете на состанокот на економскиот совет. Темите беа исцрпени денеска и не ја гледам продуктивноста зашто би дошол утре. Благодарам. Благодарам на вас.